Сакам политички да го искоментирам. Имаше можност овие работи да се спречат. Овде е само еден пример која се гласало. Инаку целиот процес на промената на уставот траеше цела 2018 година и при промената на уставот, односно промената на името, во преамбулата се протнаа работи кои што претходно не беа ни најавени од Заев. А тоа ти е побарање на грците, бишење на принципите на Асном, а побарање на Дуи за да не падне владата, внесување во преамбулата на Охридскиот рамковен договор. Со што он стана основа за формирање на државата. Ради тоа ја викам дека ВМРО има директно соучесништво. Тоа беа оние 8 души на Мицко кои што гласа. Цела таа година народот протестираше на улица пред собрание, а он правеше две работи. Или го амортизираше ВМРО, или го шеташе по други градови, или пушташе провокатори да ги растурат луѓето кои што беа собрани да протестираат. И има живи сведоци кои што се сеќаваат како беше миниран отпорот против промената на името. Значи суштината е ВМРО ДПМН сега може што сака да збори. Кога беше правото време да се спротивстават, има можност да ја прекинат седмицата, има можност да се степаат или да погинат против промената на името и промената на уставот, ништо од тоа не направи. И активно саботира